Анализа за домашната политичка сцена следува во продолжение на Слободен печат, веќе е подготвен од колега Срѓан Ивановиќ. Добро утро, посакувам. Добро утро. Што е она за кое што можеме да зборуваме како клучно и важно од домашната политичка сцена? Па, за разлика од претходните 2 дена, кога нели беа полни устите со анализата за првите 100 дена од владата на премиерот Христијан Мицкоски, денеска како да има едно затишје од оние што го нели критикува. Успеав само да прочитам, вчера имала гостување поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска беше. Мислам, да. Петровска беше, така. Да. Која нормално го критикува Мицкоски и неговиот кабинет, велики дека единствено што видовме беше кредитот од 500 милиони евра кој е коруптивен, или дојде преку Унгарија, наводно преку од Кина се парите и така натака. Значи веќе стишуваме, поминаа 100 дена, заврши нели медениот месец на владата, со полна уста сега сите можат да критикуваат или да фалат. И оној впечаток што вчера го кажав, што го добив, беше дека ВМРО-ДПМН веќе влезе во кампања за локалните избори, кои ќе се случат дури наредната година. Денеска нели првата вест која осамна на медиумите беше дека 3 градинки се почнати да се градат и едно училиште е доградено. Се работи за училиштето Гоце Делчев во скопската населба Лисиче. И исто така дека во најава се предвидени се реконструкции на улици, канализациони чворови и така натака во голем број на општини из целата земја, што значи дека нели ВМРО-ДПМН односно владата на Република Македонија до локалните избори ќе работи локално и ќе ги, како да кажам, ќе ги поправа, ќе гради нешто во тие општини со цел нели да ја подобри својата ситуација пред изборите. Ја мислам дека никој не очекува ништо повеќе, ништо помалку од убедлива победа на ВМРО-ДПМН на тие избори, бидејќи СДСМ и остатокот од опозицијата не ми делува организирано. Ако сме кај локалните избори, некако најголем фокус има град Скопје. Може би позицијата на градоначалник на град Скопје, татко или мајка на град Скопје. Какви се ведувањата од експертите, од колегите за тоа дека градоначалникот на Киселавода сака да се кандидира за градоначалник на Скопје? Значи тој јавно кажа, ама не е единствено ДПМН, каже министерот за локална самоуправа и тој исто така во едно интервју кажа дека би сакал да биде градоначалник на Скопје, дека би можел да биде добар градоначалник. Тоа е Златко Перински. А па тој секогаш така. Исто така и градоначалникот, ако не се лажам, мислам на Газибава дека каже дека и тој има такви амбиции. Од ова што сега гледаме, градоначалникот на Кисела Вода Ѓорѓиевски е најсериозен кандидат. Неговиот рейтинг во општината мислам дека е многу висок и ке ВМРО-ДПМН има една пракса која тие ја почитуваат често, не ја почитуваат, мислам, само во една ситуација и тоа им се одбија од глава, да го бираат нели најпопуларниот меѓу политичарите за одредена функција, бидејќи така и логично иде. Така не беше кога се избираше актуелната градоначалничка на Скопје, тогаш од некои причини ВМРО-ДПМН решија да одат со незе, наместо например да идат со некој свој кандидат кој и потоа се покаја. Се покаја, нели се посипаа со пепел, таа беше нивни кандидат, тие масовно гласаа за незе, таа победи со огромен број на гласови. За да по само неколку месеци, не знам точно колку беше, нели народски речено пукне тиквата и Данела, нели градоначалничката на Скопје да работи самостојно, без соработка, без некаква афилација кон ВМРО-ДПМН. И затоа сега мислам дека ќе одат они со најсигурниот кандидат, тој што им ужива најмногу рейтинг и јас мислам дека иако има и против кандидати, градоначалникот на Кисела Вода е сигурен кандидат, барем сега за сега.
нели во на градот Скопје и како што стојат работите, мислам дека нема шанси некој да го победи, се разбери му уште година дена. А има време, може би ќе се И појави неговиот избор ќе зависи од тоа што ќе го направи владата. Ако дојде некое огромно разочарување од сработеното на владата, тогаш нормално и неговиот рейтинг ќе падне или пак на другите кандидати, сега да не видиме ние дека нешто го протежираме. Не, апсолутно не мислам да не бидеме фаворизирам. сватени така. Но така стојат работите на теренот. Уште една вест би додал, иако не е многу нова, но денеска почна да се некако да се пишува за неја, за таа фамозна црна листа на Руската Федерација, на која се најде и Македонија. Таа се наоѓа веќе 2 години, но таа сега беше некако како да е обновена, значи земји кои се непријателски и земји со кои што нели не е препорачено да се има некакви економски и културни врски. На таа листа и Република Македонија. Причините добро знаеме кои се, нели војната во Украина, руската инвазија, некои велат интервенција на Украина која трае 2,5 години, Македонија членка на НАТО, НАТО е нели од страната на Украина во таа приказна, Македонија прати некои велат и најмногу по глава на жител оружје во и муниција во Украина, тоа треба да се провери, тоа се земе со резерва секако. И значи тоа е уште една вест која ете така го предизвикува вниманието од утрово и која што нели би можело да биде добра тема за нашите медии, вклучително и нашиот медиум. Да. Значи дека со твој подпис ќе читаме токму на оваа тема во Слободен печат? Па ќе има нешто, да, веројатно. Доколку е тоа се, благодарам што и утринава ја збогати емисијата со твојата анализа, верувам интересни за нашите гледачи. Веднаш по оваа анализа за Македонија следува секако меѓународната анализа, бидете тука.